сум дошол во допир со една збирка македонски народни приказни, авторот не го знам, печатена е 49-та година. И некако, ја ги немам прочитано сите, ама после читањето на неколку од тие приказни, например, ми се роди идеја дека можеби толку сме застранили, особено после доминацијата на англискиот јазик и примесите од други јазици, и скопскиот дијалект или секој дијалект кој од каде доаѓа, некако ми се чини дека имаме изгубено убавината на македонскиот јазик ако се зборува во целост, како што е вистински. За тоа е задолжена културата. Доаѓаме до една битна општествена сфера на нашето постоење и делување, која што се вика култура. Самиот збор култура значи негување, култивирање, се тој корен добиено. Ако нешто не се култивира и не се спроведува низ тие системи на културата, ќе го немаме, ќе стане сиромашно. Да. И сега мораме и тука малку да подготвиме. Не е доволно само да имаме ние јазик кој што лингвистички ќе знаеме како изгледа, како оперира, кои му се законитостите, граматички, вакви такви, лексички, тоа е се убаво, се ние тоа имаме граматики, знаеме, ама мора и да се култивира, тоа да се негува. Па и културата е таа што впрочем го гради идентитетот. Тоа е задача. Се нешто мора да помине низ култура, така? Сега не имаме култура, само што некако мислам дека не се вложува доволно. Имаме пораст, нели, ако сега го следите веројатно трендот на филмови што се прават. Значи испадна кога испадна нели Медена земја. И од таму се почна работата, еве сега имаме повеќе нови македонски филмови и поквалитетни. Сето тоа е гради култура. Сето тоа апсолутно. И на крајот на денот култура не можеме да создадеме, да измислиме. Култура да создаваме секој ден. Апсолутно. Подкастот е дел од, да речеме, македонската култура. Апсолутно да. Сите разговори што ги водиме се што правиме секој ден. Така што вложување во културата за јазик, за медиум, за што и да е, за облека, така, се е култура, е многу битна. Тој сегмент малку сме затаиле, ова што го кажа ти Петар, во некој период сме го подзаборавиле негувањето и тие пропусти многу последици после имаме. Тешко е да ги надоместиме брзо. Па некако тоа е, сега да не влагаме во некои длабоки политички теми, ама сите напади на македонскиот идентитет, да речеме, сето тоа некако ние има разнишано и нашата доверба во. Ама не треба. Мислам дека тоа е погрешно е како ја гледаме таа слика, затоа што некако ние изгубевме само доверба. Во нас самите. Предавајќи се во зошто? Нема потреба, бидејќи имаме докази, нели, имаме Значи си постои јазикот, никој не може да дојде и да ни каже дека не постои. Мислам, тоа е апсолутно бизарно. Бизарно е Па некако е така, например, ако е како што викаат дека е само дијалект, тогаш зошто македонските литературни дела не се продаваат без превод во Софија, например? Точно, значи сме имале, ме разбирате. Сме издале книги, сме направиле музика на тој јазик, сме направиле филмови. Пресмешно е. Дали може некој да претпостави колку страници имаме дневен печат? Во денот општо? Или во денот, или еве во сите овие 70 години, 80 веќе. Како дневен печат. Не зборувам за неделен или месечен. Да. Премногу. Значи тоа е навистина. Сакав да кажам, тоа е работа, тоа е не е културата и македонскиот идентитет, некој джин таму што живее горе на водно во планината во некоја пештера. Сите ние сме културата. Ако си вложуваш во самиот себе, автоматски вложуваш и во целото општество. Тој го зборуваме на претходниот подкаст со економски, например, дека секој вложување во самиот себе се мултиплицира и се зголемува во големата слика. Влијае колку си поспремен за животните ситуации и колку си пописмен и колку си покритички размислуваш, тоа влијае на секој човек што го запознаш, секоја ситуација во која што се наоѓаш. Имаш можност да менуваш реалност. Скулптори сме.
Зарем не? Сигурно, Зарем не се тие, да речеме, градинари на македонскиот јазик, оние кои го плеват плевелот, го тргаат и кои ги одржуваат убавите јазични стебла, лекторите? Во основа да, најдиректните, ама и сите ние кои што влегуваме во тоа што се нарекува македонски јазик. Дали како наставници, како професори, како студенти, како корисници на јазикот, сите мораме барем по едно плевелче да тргнеме, за да биде тоа подобро. Ама да, лекторите може би се тие по-директно. Хајде да објасниме работата на лекторите. Лектори, мислиме лектори овие што се грижат за... Вие рековте преиска дека зависи кај гледам. Може да не сува забуна, например, имаат Савче може да каже дека имаат лекторски вежби на англиски јазик, кој што е малку поразлична работа од сега ова ние што ќе зборуваме за... Така. Лектор во основа е едно звање на наставничко, да речеме, и на факултетот имаме лектори кои што работат исклучиво јазични вештини, предаваат како странски јазик или македонски и така натаму. А овие лектори, другиве што се јазични редактори, тие го носат истојот назив, ама се значи малку поинаку. Не влегуваат тие во настава, туку просто е како работно место некое и предпоставува вршење на јазична редакција. Така. Тоест, исправка на се што е напишано и печатено во поглед на стандарден јазик. Така. Тоа значи медиуми, издаваштво, се што се пишува и објавува, би требало да помине низ рака на лектор. За македонски јазик зборуваме, да. Каква е ситуацијата кај нас? Не многу... Дали тоа се случува? Дали проаѓа низ раката? Да, за жал не, бидејќи издавачките куќи не вработуваат, иако законски се обврзани да работат лектор. Навистина? Па како го избегнуваат закон? Па го избегнуваат со тоа што или пишуваат имиња фиктивни. Сега, сето тоа да се провери, бара други ресурси. Да замислиме колку некаков инспекторат со инспектори кои што би дошол па би проверувал, малку е тоа компликувана работа и бара многу ресурси за кои ние не сме подготвени. И затоа имаме не баш добра некаква слика околу тоа што се читаме така, како официјални изданија. Имаме нешто, гледаме дека некој се погрежил, некаде гледаме дека можеби некој не го видел. Јас многу не се разбирам, вака во контакт со луѓе што завршиле филолошки, например, ми кажуваат дека е ситуацијата некогаш ужасна, некои изданија кои излегуваат. Па дури и јас го приметувам, например, има едно издание, не знам, биографија на Стенли Кјубрик излезено, на Арслан Мина, ќе кажам, преводот е ужасен, многу тешко се чита. Тоа дело многу тешко се чита. Значи, јас не можам, освен ако се задлабочам сега, па може би и да го споредувам со оригиналното дело, да, ама вака е тешко за читање. Не оди лесно. Не оди воопшто. Не е некоја тешка литература, не е некоја стручна, раскази се буквално од животот на Стенли Кјубрик. Тешко оди. Тешко оди. Не е нешто не ми штима. Да, тој тип на текстови, да речеме, книжевни, книжевно-есеистички се малку тоа е и до преведувачот, тој во која мера го владее тоа е многу битно преведувачот, ако не знае за што станува збор, вистина тешко ќе го преведе. Да.